Неповолните временски варијации лошо влијаат врз здравието на луѓето. Статистички, секој четврти од 10 возрастни имаат повисок крвен притисок, што често не се дијагностицира на време. Само во едно деноноќие во итната медицинска помош во Штип, помош побарале над 40 пациенти со покачен крвен притисок. Овие временски осцилации делуваат неповолно на пациентите. Пред се имам највише пациенти со хипертензија статистички и они највише страдаат од овие временски прилики, промена на времето и така. Па да ви кажеме, едно 60% до 70% од пациентите се со хипертензија и тоа се луѓе во средни години, околу 50 години, некои постари. Лошо. Лошо, времето е стварно за никаде. Јас одидов влијае на притисок, на нервоза, на се влијае, на здравието, на целокупното здравје влијае. Да, варира, горе, доле. Инфаркт мери го 175 до 90. Да. Там мерија, не знам колку има, колку нема, не може да ти кажа. Здравите ставови, намален внес на сол, зголемена физичка активност, намален внес на алкохол и престанок на пушење можат да помогнат во борбата со хипертензијата. Лекарите советуваат како да се заштитат граѓаните кои имаат постојано висок крвен притисок, а како оние кои страдаат од низок притисок. Повеќе проблеми има со висока тензија. И тоа доаѓаат пациенти со тензија која е преку 200, со 130, 250, 170, а пациент кој има ниска тензија, пред се да кажам дека пациенти кои со висока тензија имат поголем ризик од мозочен удар, од срцев удар, од многу други работи, а пациенти со низок притисок се помалку опасни, така дека ние им викаме дека во шала им викаме дека пациент со низок притисок повеќе живее. Инаку денес Македонија го одбележува денот на хипертензијата и има цел да ја подигне јавната свесност за хипертензијата и поттикнувањето на граѓаните за превенција и контрола на овој тивок убиец.